Денеска ќе зборуваме за локалитетот Стоби, за едно огромно археолошко богатство кое што го поседува Македонија. Место кое што привлекува научници или истражувачи од регионот, можеби и од подалеку, но колку е привлечно и за луѓето во Македонија, конкретно оние кои што се занимаваат посериозно со истражувањата, со археолошките локалитети и со сето она што Стоби го прави да биде Стоби. Утрово оттаму ја имаме Силвана Блажевска, која што е археолог и актуелниот директор на Националната установа Стоби, меѓу другото и основач на истата. И заедно со нас исто така и Гоце Павловски, кој што е археолог. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Добро ве најдовме. Ви благодарам што така некако едноставно одеше процесот на договарање и што ја прифативте поканата, затоа што сакаме навистина во етерот понекогаш да понудиме теми кои што се значени и важни за целото македонско општество, а оваа национална установа која што со ваков институт е оформена некаде 2008-2009 година, како рековте Силвана, токму од вас, тоа значи и говори дека навистина треба да има посебно значење во нашата држава, но за значењето и за можеби нели колку навистина имаме поддршка имате всушност поддршка и од државата и од останатите институции, соработка, па можеби и со останатите земји, сето тоа ќе го продискутираме во денешниот тајминг кој што ни е предвиден за разговорот. Може за почеток да почнеме со тоа што во моментов се случува во Стоби. Актуелни сте и по социјалните мрежи и така треба да биде. Јас би рекла се со цел да допреме до што поголем број на луѓе, посетители, без разлика на возрастната категорија. Што се случува во моментов во Стоби? Најпрвице благодарам за заедно со Гоце благодариме за поканата и за оваа можност да го промовираме локалитетот и нашата работа. Во моментов Стоби е актуелен со годишната програма, со проектите кои што ги финансира Министерството за култура. Само една мала корекција во однос на основањето на установата. Основач на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби, имаме долго име, е владата. Значи, тоа е државна установа под Министерство за култура. Јас само се најдов тогаш како со одлуката на влада веде директор на установа во формирање и ја формирав заедно со тогашниот управен одбор со кој што го изработивме статутот и целата програма на установата. И тогаш не се приклучи и моите помлади колеги Гоце и останатите кои што се уште работат на Стоби. Како што реков, во моментов работиме на неколку места, всушност на две. Тоа се археолошки истражувања на градбата со арки, а воедно на архитектурата течат и конзерваторски зафати и археолошки доистражувања на дел од резиденцијалниот и комерцијален кварт од 6 век, кој што е лоциран наспроти епископската базилика. Во текот на годината се планирани дополнителни и други проекти кои што се во рамки на годишната програма. Имаме конзервација на мозаикот во куќата на Партени, ќе се работи повторно на театарот, ќе се работи на конзервација на дел од објектите од резиденцијалниот и комерцијален кварт и едно од нашите да речеме оваа година меѓу позначајните нешта, кој што многу значи во презентацијата на Стоби, се надеваме дека до септември ќе успееме да го отвориме центарот за посетители. Така, многу работи се случуваат и мене ми е драго што ќе имаме можност еве денеска преку овој разговор, па макар и луѓето да се подзамислат од кога не биле во Стоби, кога последен пат биле, зашто да дојдат да видат што се случува, да организираат едно можеби викенд патување до таму и да видат до каде се работите таму. Археологијата за вас е веројатно љубов, со оглед на тоа што со години сте во овој свет. Што значи Стоби за вас како археолози? Какво е значењето на овој локалитет кој што е навистина големо богатство за Македонија, а можеби во многу наврати луѓето не се ни свесни што се поседуваме? Може, Гоце, повели. Може двајцата да си споделите размислување.
Добро, сега ви рековте археологијата љубов, значи за нас е професија, ама не е само професија, туку и своевиден начин на живот. Секој од нас веројатно кога реши во животот да стане археолог, идејата била, барем мојата беше дека не сакам секој претходен ден да ми биде исто со следниот. Добро, оттаму сакам да има малку тргна работата. динамика, малку адреналин и така натаму се разбира. Тогаш кога сте студент гледате Индиана Джонс или нешто романтично и си мислите дека тоа е така. Сепак археологијата е многу повеќе од тоа што го гледаме медиумски. Значи тоа е наука која што пред си има за цел истражување, која што пред си има за цел да реконструира одреден сегмент од минатото на база на одредени материјални остатоци. Тоа не значи дека ние трчаме, бараме маски, бараме атракции, ѕидови, пирамиди, не знам што. Него нас не интересира што се случувало на одредено место во одредено време, тоа значи дека го бараме контекстот. Само преку тој начин на работа можеме да знаеме што се случувало во минатото. Сега, археолошките ископувања се оној дел кој што сите го знаат за археологијата и тоа е првата асоциација да. И супер, вие купувате, копате нешто земја, тргате таму, но археолошките ископувања се само метод како да стигнете до информација. Археологијата е многу повеќе од тоа. Тоа е еден голем мозаик, претпоставувам, каде што многу парчиња не достигаат и треба начин, време и волја веројатно да се соединат и да се добие вистинската приказна. Па вистинската приказна почнува од кој ќе ги соберете податоците, тие треба да ги анализирате, треба да ги споредите со други такви наоди, на крај сето тоа да го склопите во еден научен труд и да го презентирате пред јавноста и да го ставите на научна критика. Значи тоа е оној главниот момент на нашата наука. Сега, како вработен во Стоби, јас не сум вработен значи баш како археолог, него како кустос археолог, во моментов ете сум на некоја повисока позиција или степен советник. Тоа значи дека таму имаме некаква обврска и да се грижиме за одредени работи. Сега Стоби сепак е установа која што покрива повеќе аспекти, не само археолошки истражувања, покрива и конзервација, која што спомена Силвана за проективе сега што ги имаме актуелни. Тоа значи заштита на културно наследство и покрива презентација. Тоа бара од сите вработени да се вклучат во процесот. Не можете вие да кажете јас сум само археолог и сега не ме интересира да помогнам со веб страната или со Facebook страната или да се вмешам во конзервацијата. Напротив, идејата на нашата институција е тука сите заеднички да придонесеме тимски, да. Сега што значи Стоби? Стоби нормално за секој археолог и за секој од нас како студенти беше значи највисокото, да, врвот затоа што тоа е најпознатиот локалитет со најдолга можеби историја на археолошки истражувања. Локалитет на кој што првите, ајде да кажам, археолошки работи се случуваат уште во Првата светска војна, па имаме големи кампањи во 20-тите и 30-тите, сите ги знаеме познатите наоди од Стоби, значи оние сатири што танцуваат и капителите со бикови, со гулаби, кои што денеска се во Националниот музеј во Белград. А потоа, како археолози, многу значено за сите нас е големите истражувања во 70-тите на американско-југословенската екипа или американско-македонската, како сакате, каде што веќе Стоби се етаблира како референтен археолошки локалитет на пошироката светска мапа, значи за римската археологија и доцна античката археологија. Па така веќе кога има еден таков бекграунд локалитетот, за секој од нас е предизвик и сакате да се идентификувате со некој од овие големи тимиња или да ви бидат идоли на некој начин. Така што за мене да се работи во Стоби не е само остварување на некаков сон за идеална професија, туку повеќе е привилегија. Значи се чувствувам привилегиран што работам на ова место затоа што има неограничен капацитет, односно неограничени ресурси за онаа професија која што сме избрали. Која што сте одбрале. Силвана, и вас вие археологијата делот, поголемиот дел од животот, како го доживувате вашето работно место кое што споменавте секојдневие, меѓутоа и од професионален аспект, кога имате можност да истражувате, да се едуцирате постојано, да учите нешто ново? Веруете, кога се формираше установата, во исто време теравме огромни археолошки ископувања во така наречените капитални проекти, кои што беа финансирани и предводени генерално од Управата за заштита на културно наследство, ги спроведува повеќе национални установи. Во исто време требаше да контролирам огромна маса на луѓе, 70 членови на стручна екипа, и да се формира установата со целата бирократија позади тоа и целата административна работа, и мислам дека тогаш ми беше полесно него што ми е сега. Кој аспект? Па не знам дали се годините во прашање или премногу административни обврски кои што не дозволуваат толку голема инволвираност директно во археологијата како порано.
Ама сепак морам да сум тука за да и да го знам, да знам што се случува во текот на денот секаде со секој проект или со секој проблем или со туристичката презентација, за да може да се одговори на сите предизвици во текот на еден ден на Стоби. Верувајте, Стоби е машина која што буквално ќе ве сомеле со сите проблеми и сите убави работи кои што се случуваат во текот на денот. Ама еве нема да не се жалам. На страна, може би тие помалку убавите, да се фокусираме на убавите. Што е она што Стоби го прави да биде атрактивно место, велите, за научниците, за научната фела, но и за туристите. И треба да биде, може би, не знам сега колку се задоволни од тој аспект туристички, бидејќи потенцијалот е огромен, но зборувавме ни за други проблеми, може би влијаат на тоа дали е доволно искористен или не искористен потенцијалот, но кога треба да дефинираме што Стоби значи за научната фела, како што би споделиле? Еве, Гоце самиот кажа, практично го раскажа еден дел од истражувањата на Стоби и зошто станал познат и значаен во светот, затоа што не го истражувале само наши археолози. А тоа не значи дека ако истражуван од наши археолози нема да биде непознат. Сакам да кажам дека имало инволвирано на локалитетот голем број екипи, познати имиња од светот на археологијата и од кај нас и од странство, кои што задоволително ги публикувале резултатите од истражувањата за да тој стане, да речеме, глобално познат. Тоа, од друга страна, допринесува и за неговата популарност и меѓу јавноста, не само во научната јавност. Стоби е познат локалитет и бил значаен град и во антиката, како што и е денес, меѓу другото и заради својата местоположба. Се наоѓал, стариот град Стоби се наоѓал на крстопат на два главни патни правци, едниот кој што водел од Егеот кон север, кон Дунав, и другиот од патот кој што се двои од Хераклеалин Кестис и води кон исток. И денеска таа местоположба на Стоби е од големо значење за туристичката презентација и за допринесува и може да допринесе и понатаму за развој на културен туризам. Сега, за да речеме дека сме задоволни до некаде со бројот на туристи кои што го посетуваат локалитетот, многу често слушаме приказни како последен пат сум бил на Стоби кога бев во основно или во средно со екскурзија. Нашата цел е да ги привлечеме тие што не биле одамна од Стоби, меѓутоа исто така да ги задржиме и тие што често доаѓаат. Затоа како што гледате на социјалните медиуми сме во последно време повеќе активни, сме многу благодарни на нашата соработничка која што ни помага сето тоа да го склопиме, за да го промовираме локалитетот. Меѓутоа, Стоби има доволно атрактивности кои што би ги привлекле туристите. Има одлично сочувани градби, има одлично сочувани мозаици, има фантастична декоративна пластика, која што можат посетителите дури да ја видат на локалитетот до градбите. Има огромен број на движно културно наследство кој што за жал ќе стане видливо, се надеваме, во скоро време. Значи има огромен потенцијал за развој на културен туризам, меѓутоа сепак недостасуваат, можеби има одлична инфраструктура, се наоѓа до автопат, можете лесно е достапен. Оваа година се потрудивме малку да го уредиме просторот на паркингот за да туристите имаат каде да седнат, да се напијат кафе, да се напијат сок. Се трудиме, нели, да привлечеме што поголем број на туристи. Имајте предвид дека туристичката сезона во Стоби почнува негде од април и завршува во октомври, значи во текот на зимата имаме многу мал број посетители, музеиците се затворени заради заштита. Тоа значи дека во моментов е на почеток сме од сезоната? На почеток на сезоната сме, баш вчера ми дадоа бројка до сега, од јануари до вчера имаме посета од околу 6300 туристи, што е прилично добро за почеток на оваа година. Кој дел од локалитетот најмногу ги фасцинира туристите? И тука можеме да направиме можеби подоба за домашните и за странските.
Најверојатно театарот, секако театарот. Да, Сите се фасцинирани од приказните за гладиаторите и борбите со животни кои се одвивале во римскиот период. До некаде застоби е... Да, кога ќе го видите театарот. Сега долги години го истражувавме театарот, практично Гоце го раководеше тоа ископување. Внатре коридорите се отворени, меѓутоа достапни исклучиво заедно со водич. Не можете сами да прошетате внатре. Што е исто така една голема атракција, поготово сите се воодушевени од степенот на сочуваноста на архитектонските остатоци на театарот. Понатаму мозаиците, тоа е нешто што е можеби во моментов најголемата атракција, мозаикот во Епископската базилика, во Теодосијанската палата, во другите палати, и мислам дека скоро нашите посетители ќе имаат можност да се воодушевуваат на градбата со арки. Тоа е убедливо најневеројатниот и најфантастичниот објект што го имаме во Стоби, ретко таков има дури и на Балканот. Еве Гоце го истражува, може да ви каже повеќе. Гоце го истражува театарот, Гоце истражува градбата со арки, тие малку поголемите објекти ги истражува Гоце. Заради интересот за римска архитектура, не за друго. За тоа, затоа што театарот, значи искупувањето на театарот 2019 до не знам сега точно која година беа тема на мојот магистарски труд, а градбата со арки е центарот околу мојата докторска дисертација која што е во изработка. Сега во однос на атрактивноста и она што треба да се види, значи, сакам само да ги потенцирам и крстилницата, значи мозаикот со пауното, тоа е на некој начин тоа е трейдмарк на Стоби, или пауното од Стоби, сите велат пауното од Стоби. И многу интересен предмет, тоа е еден од проектите што Силвана го изостави затоа што долга ќе беше листата. Во соработка со Националниот конзерваторски центар во Скопје се конзервира еден исклучителен наод. Јас го чував тоа за изненадување во септември. Нема да го кажувам понатака, значи имаме исклучителен наод кој што спомена наскоро, нели? Да, има само една паралела во светски рамки, така што тоа е некој предмет изработен од полуска поцени камења, кој што мислам дека јавноста ќе биде воодушевена кој ќе го види. Сега во однос на градбата со арки, тоа е фантастичен објект кој што е уникатен, на Балкан нема таков, значи имаме 5,5 метри сочувани ѕидови од некогашните 15 метри ѕидови. Буквално еден спрат не е сочуван, вториот спрат и прозорите не се сочувани. Сега интересното е тоа што била многу богато украсена. Ѕидовите биле прекриени со разнобојни мермери, од кои што некои мермери се локални, значи имаме од сивец мермер, имаме и поблиску до Стоби лежишта на тој розевиот мермер што го имаме, но има и мермери од Мала Азија. Значи од империјалните рудници во Докимиум во Фригија, што е она познатиот Павонацето, греко скрито еден плав син мермер од околината на Ефес, а имаме зелен мермер од околината на Тесалија, па дури има и мермер сега последно што откриваме, ама ќе видиме дали оригинално на градбата и од што потекнува и од ФБА или Евија, значи денешно. Во рамките на објектот има и исклучителен скулптурален, ајде да речам, ансамбл. При истражувањата се откриени остатоци, за жал доста се уништени од ремек дела на античката римска скулптура. Така што овој објект сега нас ни е приоритет да го конзервираме и да успееме во иднина соодветно да го презентираме, затоа што јавноста заслужува да го види, не само научната јавност, него повеќе публиката да го види, за да разбере колку е големината, да, значи страшно е колку е значајно сето тоа. Сега како преоден чекор кон тоа ние успеавме да изработиме виртуелна реконструкција, 3D реконструкција, фотореалистична, во соработка со мојот ментор од Националниот Екаподистриев универзитет во Атина и уште еден дигитален уметник од Атина. Значи успеавме со помош на Министерството за култура, сепак проектот е финансиран од Министерството за култура и соработка со невладината организација Блинк, успеавме да направиме реконструкција на објектот. Имаме, значи, она се фотографии одредени агли, каде што секој посетител ќе може да разбере. Тие ќе бидат објавени кај нас на веб страната, сега моментално можете да ги видите на Инстаграм и на Фејсбук на нашите страни, а во иднина достапни се до душа во моментов и на нашиот VR уред, на VR хедсетот на Стоби, затоа што имаме VR презентации на Стоби. Но тие се статични панорамски слики, но оваа година имаме средства и во
веројатно до крајот на годината ќе успееме ова да го трансформираме во виртуелна реалност која што ќе биде малку поинтерактивна, така ќе ги ставите на очарите ќе можете да се движите со некој да разговарате. Некако и музеите во светот, во Европа нудат веќе такви можности и мислам дека треба да се следат и таквите трендови. Ние ги следиме трендовите, значи уште од 2019 година ние имаме VR апликација за гладиаторска борба во театарот. А колку е тоа достапно? Колку луѓето знаат или се свесни гоце за ова? Па некои се свести, кога беше кампањата, кога се промовираше проектот како реализиран, кога имаме, значи имаме медиумски напад, тогаш имате повеќе заинтересирани луѓе. Сега кога го нудат нашите водичи, некои се заинтересирани, некои не. Нормално, најчесто заинтересирана е помладата публика. Ајде да речам Millennials, Gen Z, веројатно Gen Alpha сега. Добро, мога да се слуша нека има интерес од младината. Да, затоа има, затоа што поблиска им е таа технологија. Сега, значи, новото време ни носи таа 2019-2020 апликација развина, која што треба да еволуираме, да биде соодветна на 2026 година. Да, за жал, тие апликации коштаат многу пари, а многу брзо застаруваат. Постојано ќе треба да ги обновувате за да го задржите интересот. Да. Добро, тоа е трка со времето и со технологијата буквално. Еве сега ние работиме со вештачка интелигенција, значи за овој центарот за посетители императивот ни беше не само да видат музејски предмети луѓето, затоа што го гледаат локалитетот, значи зидови, ајде некаде ќе ставиме некоја реконструкција и не можеме сега треба табли, нели? А внатре ќе има реконструкции на објектите, ама сето тоа е некако мртво. Каде се луѓето? Значи кој го креирал ова? А ние знаеме многу за луѓето што живееле во Стоби, се откриени, не знам која бројка на надписи, имаме многу надписи откриени, има и публикации, нели? И преку тие надписи учиме за животот на луѓето и знаеме кои луѓе живееле во одреден период во Стоби. Уствари тоа е не целта, нели? Целта не да извадиме предмети кои што ќе бидат атрактивни, него да ја реконструираме приказната за тие предмети, да го реконструираме животот на тие луѓе што живееле во Стоби, а некои од нив ги знаеме со име и презиме, така и когномен, и надимак. Направија моите колеги статични реконструкции на некои ликови, познати ликови од Стоби. Сега се трудиме да ги оживееме, а најново нешто е, веќе кога почнавме да ги откриваме новитетите, сакаме АИ водич. Значи, да може да дојдете на Стоби, на вашиот мобилен телефон, да разговарате со водичот, кој што е АИ, кој што ќе ви ја раскаже приказната, на кој што можете дури и прашање да му поставите од сите генерирани информации, тој ќе ви каже соодветен одговор. Соодветни одговори. Да, сега ја користат, ја користат мобилната апликација, меѓутоа таа е повеќе шетате низ локалитетот и ја слушате. Имаме водичи кои што може да ви ја раскажат приказната ако одлучите да шетате со водич. Така да се трудиме да држиме чекор со времето, ама да, тоа нели секако побарува и време и човечки ресурси. Се. Да. Гуце, пред малку откривте фасцинантни работи кои што вам ви се секојдневие, но колку се тие од научен аспект интересни за научниците, ете можеби од Балканот, од цела Европа, затоа што некои од работите ги има единствено во Стоби? Интересно прашање. Во секој случај се нормално дека се интереси, зависи за кои аспекти станува збор. Поготово кога имаме некакви материјали што можеме да ги презентираме во некаков поголем обем и знаеме точно како изгледале, многу лесно е за други локалитети кај што се откриваат слични листи и работи, да успеат да ги реконструираат тие аспекти. Пример, да речеме со декорација во Стоби, имаме во град Батасоарки, имаме исклучителна можност со тој висок степен на сочуваност да прикажеме како изгледа декорацијата на една римска провинцијска градба, ама која што не е баш провинцијска инспирирана, кога ќе кажам провинцијска зборам на административно, политички, а не на карактер или на културно достигнување или уметничко достигнување. Тоа значи дека, да речеме, во провинциите имате објекти кои што се нарачани од империјата или се со поддршка на империјата и некогаш имате исклучителни, буквално ремек дела. Така и во овој случај со Стоби. Значи, на многу места во светот објектите се сочувани до половина метар. И вие ги гледате објектите, ама стварно реално не ви е јасно како изгледале. Многу е напорно за да се стигне да се разбере сликата како некогаш функционираат. Благодарение на вакви објекти или на овој степен на сочуваност во Стоби, а како во Стоби може да се реконструираат. И затоа
и е интересно за пошироката научна јавност, интересен стоби. Од друга страна, не само зборувам за архитектурата, сега јас тоа ми е некако лична пасија. Да, за архитектурата, али стоби има и ретки, не можеме да кажеме исклучително ретки. Еве, можеби имаме неколку такви предмети, како овој што го спомна сектилето со полудраги камења. Меѓутоа, стоби секогаш како локалитет, било кој аспект да го разгледувате, дали архитектурата, дали движното наследство, дали реконструирате некој сегмент од живењето, дали реконструирате погребување, или зборуваме за ритуали, за религија, за скулптура, за уметнички достигнувања, секогаш сме наидувале на многу позитивен прием и интерес, поготово кога одиме на симпозиуми надвор. А одиме многу често. Така да е атрактивно местото. Поготово заради, не само заради степенот на сочуваност. Може да ја поминете целата сезона во ископување, во кој што ќе најдете вообичаени предмети, истите керамички садови, истите стаклени садови, и едно нешто ќе биде вау, нешто што не можеме да му најдеме паралела на некој од околните локалитети. Не само тука ќе додадам нешто, ќе се надоврзам на почетокот на што го кажав за контекстите. Многу е добро што во Стоби со нашите песо истражувањата во 70-тите имаме контексти. Тоа значи дека одреден предмет е најден заедно со други предмети во оригинална ситуација. Тоа ни овозможува и да ги датираме и да ги објасниме предметите. И од тој аспект е многу интересен локалитетот за научната јавност, за проучување на предмети од керамика, од стакло, па и од коска и така натаму. Така што тоа е многу важно. Едно е вие да го датирате предметот според некои каталози кои што се формирани од не знам кога, ама кога веќе имате целини во кои што се среќава предметот, поготово имате и гробни целини во кои што се среќаваат предметите, веќе приказната е многу покомплетна. Да, затоа што на светот не му е интересно да му кажете дека вие сте нашле уште 10 лакримариуми или 15 амфори или не знам нов мозаик кој што му е интересно? Интересно му е во каков контекст на Стоби е тој предмет. Со кои други предмети ги наоѓате? Дали овој тип начини оди со овој тип на стакло, со оваа паричка и со оваа лампа? Пред некоја година имаме нов мозаик, не знам, можеби не е толку доволно испромовиран, ама еден од ретките фигурални мозаици во Стоби, еден од постарите, со представа на Дионис. И за сега немаме ништо такво слично, иако, да речеме, споредбено со некои мозаици во Турција, во Северна Африка, ова е можеби малку попровинцијално, ама сепак е значајно затоа што на локалитетот е единствено таков вид. И всушност најинтересната приказна околу тој мозаик е што е во Теодосијанската палата, ама не се врзува за куќата во која што ние денеска ја гледам. Да, ајде малку да им доближиме на гледачите што значи вашата теренска работа. Дали еден археолог и истражувач и конзерватор. Како изгледа тоа во Македонија? Кои се подготовките кои што се потребни за да се започне со една теренска работа? Не е исто археолог и конзерватор, меѓутоа двете професии се компатибилни и неопходни. Значи, на секој археолошко истражување добро, поготово ако работите антика, и ако работите, ако откривате недвижно, односно архитектура, па дури за движното, добро е да имате со вас конзерватор и обратно на секоја конзерваторска или заштитна интервенција, добро е да имате археолог, поготово ако работите на конзервација на археолошки локалитети. Можеби, како што го се спомна на почетокот, сите додека сме биле студенти, сме се воодушевувале од некакви романтични приказни филмови. Порано беше Индиана Джонс, сега Ден Браун. Најново, ама всушност археологијата воопшто не е лесна работа, физички станување рано са бајле, подготовки за терен, жешко, ладно, врнело, значи треба да ги издржите сите надворешни услови. Да, бидејќи тоа е сепак работа на тешка работа, затоа што не се археолозите само со метличката и со шпаклата, него некогаш знаат и со копачот, и со лопатите, и со количките.
треба да имате идеја првен што сакате да постигнете со тоа ископување, да си го составите тимот и соодветно на тоа да си ги постигнете резултатите што сте ги поставили. Археологијата не е само одам на терен и копам и вадам предмети. Тоа значи сериозно, внимателно документирање на тоа што го работите во текот на денот, значи попладневен ангажман, затоа што попладне треба да го исчистите материјалот, треба да го обработите, треба да напишете документација, да напишете инвентарни картони за тие предмети. Денот на еден археолог завршува дури вечер во 8 часа. Што се случува ако при ископувањето нешто се оштети или се случи нешто непланирано, можеби од предходниот зацртан план, а сепак нели станува збор за културно наследство, богатство, каде што треба да сте исклучително внимателни, но се случуваат, претпоставувам, и такви ситуации? Затоа археолошките ископувања и конзерваторските зафати се нешто што треба да се спрема со огромна внимателност, затоа што третирате културно наследство кое што има глобално значење, не е значено само локално за држава, него за светот е значено. Тоа значи дека кога приоѓате кон еден предмет или кон еден објект, треба да имате почит пред се кон него, и вашите одлуки мора да бидат измерени. Да знаете точно што правите, затоа што некои процеси никогаш се неповратни. Археологијата е деструктивна наука. Што значи деструктивна? Тоест ископувањата се деструктивен метод. Тоа значи дека сега јас од кој ќе го ископам ова повеќе нема враќање назад. Имаме некое подно ниво, ако донесеме одлука дека ќе истражуваме под него, враќањето е многу тешко. А во однос на кога ќе се открие нешто, кога ќе се скрши или го наоѓате скршено, затоа конзерваторот е секогаш тука со неговите вешти раце, со неговата умешност и знаење да ги состави предметите и ги врати во нивната првобитна состојба. Ретко се случува да не испадне нешто непланирано. Значи мора да биде, значи најтешкиот дел од археолошкото ископување е да се испланира се за да се намалат, минимизираат грешките кои што би се појавиле некаде, да. Така што и многу е важно, значи најважната работа на раководителот, некој ќе каже, ама тој е раководител, можеби не мора тој физички да биде инволвиран, ама работата на раководителот е да доноси одлуки, а неговите одлуки имаат неповратни последици. Затоа мора да се внимава. Но кој што велите, значи конзерваторите се тука, некои работи можеме да ги вратиме во одредена состојба, ама многу е важно да најпрвен да документираме во која состојба сме ги откриле и тенденцијата да ни биде да ги вратиме онака како што сме ги откриле. Не како што замислуваме дека некогаш изгледа. Да, дека требале да бидат. Добро, тоа со движното е возможно, затоа што ги знаеме формите, нели? Може да се реконструира садот, односно го враќаш во неговата првобитна положба, кај архитектурата е друго, таму ги сочуваш нештата такви какви што си ги открил. Како што се најдени во тој момент. Ова е професија, како што вака ми раскажувате, од која што постојано со секое не, но со некои поважни ископувања и истражувања можете да се изненадите, нели, од работата или од она што ќе го откриете. Кој е вашето најголемо изненадување низ годиниве професионалност и работа? Што најмногу ве фасцинирало? Тоа е секогаш прашање. Што е најинтересно што си открил некогаш? Што си ископал? Што си злато наоѓател. Како откритие, јас повеќе се радувам кога ќе откријам некој нов момент од историјата на објектите кои што ги проучувам. И тоа е тоа што повеќе ме возбудува, него да откријам некаков пример, да кажам, златна маска најдовме тука, ама тоа златна маска некој слој фрлена. Да, ама се златна маска, ама фрлена во слој, не е во гроб, да го откриеш гробот целиот, тоа е друга работа. Така што не сум сигурен дека има нешто што онака ме возбудило, кажам вау, па да ми остане толкова длабока трага, ама тоа што би сакал да го најдам, за да кажам вау, е надпис, да речеме, во театарот или во градбата со арки, со тој што дал средства за да се изгради, или императорот, кој што ќе каже јас тој, тогаш и тогаш го изградив објектот. Добро, тоа не е невозможно, бидејќи на тоа се уште се работи, така? Да, се работи, да. Тоа е желбата на сите археолози, да измислиме временска машина, барем 5 минути да се вратиме назад и да видиме стварно како изгледало. Да престанеме да замислуваме, али да, на овакви локалитети надпис на кој што ќе ти кажат кој го изградил објектот, во која година уште подобро, ќе биде совршенство, ама тогаш нема да ни биде толку многу интересно. Ќе најдеме друго нешто за тоа, после ќе се занимаваме кој го реновирал објектот. Знаете која возбуда е секој ден ние знаеме да се израдуваме на највообичаена керамика, парче керамика, ако тоа ви значи многу во датирањето, например, на слојот.
Не мора да биде некој... Да, нешто вау, како што кажа Гоце. Никаде сме пред крајот, би сакала само да прашам дали имате како институција соработка можеби со Балканот, бидејќи споменавме дека доаѓаат туристи кои што навистина имаат што да видат токму во овој локалитет, но дали имате некаква соработка на некое друго ниво, можеби со некакви слични институции, иако рековте дека по сличност ваква институција не имаме во блиско обкружување, но сепак на некакво друго ниво на заедништво, можеби и соработка која што ја гаите? Па соработуваме многу често со Веминациум, ги спомна Гоце. Тоа Веминациум е археолошки локалитет кој што се наоѓа во Србија близу Костолац, меѓутоа работи археолошкиот институт во Белград. Често соработуваме со музеот во Подгорица и колегите наши во Црна Гора и нашата најдолга соработка, да наречам, е со Фондацијата Балканско наследство од Бугарија. Заедно со нив од 2010 година навака секоја година имаме, освен во периодот на ковид пандемијата, имаме соработка во организација на школи за конзервација, на мозаик, на керамика, на стакло, на фрески и археолошки школи, на кои што учествуваат најчесто странски студенти. Средствата кои што ги генерираме од студентите кои што доаѓаат тука и плаќаат за да бидат обучени за археолошко ископување или за конзервација, помагаат во кофинансирање на други проекти во установата. Со Балканско наследство некако ја проширивме соработката и на конзервација, така да еве последната најголема вест беше дека покрај J.M. Kaplan фонд од Њујорк кој што доделија вкупно $400,000 за локалитетот и Американската фондација од Рим додели $100,000 за конзервација. Така да, освен археологијата и конзерваторските работилници на движно, сега ја прошируваме соработката со нив и на архитектонска конзервација. Има ли интерес од младите за археологија конкретно да бидат дел од овој свет или полека ќе станува дефицитарна професија? Па чудно е со сите општествени науки изгледа полека ќе почнат да го губат своето значење во општеството. Ама за среќа се уште има заинтересирани студенти на Институтот за археологија и историја на уметност при Филозофскиот факултет во Скопје. Оваа година се дури и 16 студенти запишани, меѓутоа не можам да кажам дека кај нив има некој голем интерес околу практичната работа или обука, можеби и заради оддалеченоста на Стобе, нели? Сепак додека студираат во Скопје многу полесно им е да одат на практична настава во Скопје. Меѓутоа да речеме дека се уште постои интерес за оваа професија. Задоволително. Да. Иако би можело да биде на едно повисоко ниво. Ви благодарам многу. Можеби следното наше дружење би било со наша камера во Стоби. Би било интересно да се доживее и визуелно таа приказна за оние кои што можеби не се во можност, иако верувам дека секој со добра организација на своето време и желба би можел да дојде и да биде ваш посетител. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам ви беше пријатно.